Dobar vi ден, драги и сакани наши гледачи. Како сте ми денеска? Сигурно си размислувате. Нели сте биле на пазар, може би ручекот е веќе готов, но вашето семејство има желба за нешто месено, суканко. Но затоа е тука вкусот на традицијата да ви предоложи една толку убава пита, што не се сука, не се меси, не се тегне, не се влече. А толку е стар овој рецепт, само да ви кажам дека може би лично ја што го знам од моето детство, најчесто и најбрзо кога требаше да се направи нешто, мојата сестра, мојата мајка го правеа токму овој рецепт. Прстите да си ги изедете од рерната, веднаш на трпезата, тоа е прекрасно, прекрасно. Овој вкус ќе ве потсети на детството, инаку ова се вика прелиена пита. Се наоѓаме во комплексот на Златно буре Кучково. Недалеку од нашето Скопје, место за уживање, за убавини и за вкусна храна. Ние да се фатиме за работа. Што се ни е потребно да го направиме овој специјалитет, значи прелиена пита. Ке ви биде потребно 200 мл млако млеко, 10 грама сув квасец или една коцка квасец, малку шекер, малку сол, 4-5 супени лажици масленце за да го растопите квасецот заедно со млекото, 300 до 350 грама брашно, ке ви треба 2 јајца, 100-150 грама сирење и 100-150 грама рендан кашкавал. Едноставно, ако нема кашкавал, ставете само сирење. Јас кога бев дете, мајка ми го правеше само со сирење. И како се прави? Го ставаме млекото во садот во кој што ќе месиме. Веднаш го ставаме квасецот. Така. Ставаме шекер. Една кафена лажичка шекер. Така. 1 прстофат сол. Ете така. И сега веднаш го ставам и маслото. Така. Го ставам маслото, неколку супени лажици, нели? Така, и брашното. Полека, полека и си месам тесто. Се додека не направам едно средно тврдо тесто. Имајте си барем 50 на грама од појке брашно. Знаете дека секогаш не знаеме колку ќе впие брашното. И ќе ви треба едно мало вакво плехче, 24-26. Ова е доза од прилика за такво тавче. И ставам едно јајце во тестото. Така. Прво овде да го формирам, па ќе го извадам на трпезата. Јас имав 300 грама брашно, но ќе треба уште повеќе. Сега ќе додавам помалку. Се додека престане да ми се лепи на раката. И постепено го зимам. Така.
Повторно наросувам со брашно и продолжувам со месење. Од налево, од надесно. Така. Уште малку додавам. Значи, таман си е дозата 350, како што кажав. Значи, може и до 400 да отиде. И до 400 да отиде. Сега ќе се послужам со едно ноже, како и сите ние вообичаено што правиме кога го замесуваме тестото. Така. Еве, повторно наросувам со брашненце. И брашно ќе ставам на работната маса. Па еве го, не е скоро готово, но треба да го обработиме. Така. Ете. Еве го, веќе не се лепи на раката, а месејки го ќе го соберам и брашното. Одлично, доволно е. Еве го тестото, веќе е подготвено. Ќе го вратам во тавата и ќе го оставам 20 до 30 минути да одмори. Во меѓувреме ќе му ставам и малку масло од озгора. Така, и вака. Како што прават старите. Ќе му ставам крст, како велат секојаш кога месиме со Господ напред. Со вас се гледаме кога ќе надојде тестото. Сега да видиме што не очекува тука под крпата. Машала, машала, така викаат старите. Погледнете како е, убавина, како нараснало. Сега, веднаш го ставам во тавчето. Малку ќе го намастам тавчето. Ете така. И рацете мои, и го земам тестото. Сега ништо не му правиме. Меко како душичка. Го ставам веднаш во тепсијата. И евака. Го распределувам на секаде. И сега, што правиме со него? И со прстите. Да му направиме дупчиња, за да може фило да влезе во него. И ова печејки која ќе нарасне. Ама ќе му направиме и едно венче од страната. Така да има како геврече од страната. Ете го. Сега ќе изматам едно јајце. Ќе му ставам малку масленце на јајцето. Го ставам сирењето внатре.
да направиме како фил од сирење и од јајце. Го нанесувам врз тестото. Малку си ги намастувам рацете. Така. И сега го распределувам насекаде. Кога ќе го направите ова, викајте ги сите на трапезата, нема да можат да му се изнајадат. И малку, нели, да се пошегуваме, да кажеме, да бидеме фенси малку, ќе му ставиме и кашкавалче. Обично така правам кога ќе ми остане некое парченце, секогаш има некое парченце во фрижидерот, кој што не е искористено. Еве ви одлична прилика за да го искористите. Ете така. Сега, ако сте љубители на зачини, можете од озгора да му ставите црвено пиперче, може ориганце, може триена сол, што и да сакате. Ова сега оди во загреана ревна на 200 степени и кога ќе почне да се топи кашкавалот, намалувам на 180 и да фати коричка од оздола на тивко така да се испечи. Знаете, ова што ќе биде после нешто фантастично. Сите ќе ви го бендисаат дома. Но и да знаете, од ревната оди веднаш на трапезата. Се гледаме кога ќе го испечам. Драги мои гледачи, значи прекрасен рецепт, прекрасен, кај што велам нема тегнење, нема сукање, нема ништо, а ке си јадете вака тестенце. Видете го па како е добра испечена. Машала, машала. Ајде ќе ја пресечам. Инаку можете слободно и да ја кршите, но вака би била исто така добро. Едно вакво парче милина. И добра совет, нели, за домаќинките, а всушност не само за домаќинките, туку и за домакините, затоа што во последно време баш онака сите мажи готват. Душичка, видете, душичка. Како вкус! И од доле колку е добре испечен и од страните. Драги мои, дали знаете кој е едно од најсрекните доби или периоди во нашиот живот? Младоста. Зошто? Затоа што се уште си веруваме на себе и се уште не сме престанале да веруваме во другите. На здравје до следната емисија, уживајте во ова прелиена погача. На здравје!